Никола Груевски и Коце Трајновски ја пуштиле во употреба обиколницата на Скопје за користење, иако таа веќе еднаш го поплавила Стајковци. На 22 јуни 2009 година Никола Груевски имал честа и прв да се вози по автопатот. На 22 мај, само еден месец пред овој настан, имало поплавени подруми во Стајковци. Уште веднаш, во сите медиуми е објавена веста за поплавата и јасно била лоцирана причината. Жителите едногласно тврдат дека поплавите почнуваат откако е направена обиколницата и дека тоа не е прв пат да има поплавени подруми во Стајковци. Ова е само почетокот. Само 2 дена откако се пушта во употреба обиколницата, таа повторно го поправува Стајковци, но сега со поголеми последици. Еве на овие слики се гледа поплавата која ги оштетува имотите и дворовите на жителите од Стајковци. По овој настан, Коце Трајновски и Тони Трајковски изјавуваат дека е потребно да се ископа канал околу обиколницата. Истиот ден, Коце Трајновски во изјава кажува дека веќе се работи за решавање на овој проблем. Ова се факти. Точно 8 години Коце Трајновски знаел дека има проблем со обиколницата, ветил дека тој ќе биде решен, но ништо не направил во однос на тоа. Јавно ќе го прашаме денеска зошто. Зошто е пуштена обиколницата во употреба кога се знаело дека не се довршени работите со одводните канали? Зошто дозволија заедно со Никола Груевски после 8 години да загинат 23 невини луѓе? Коце Трајновски е директно одговорен и за жртвите и за штетата. Треба веднаш да поднесе оставка за да нова и одговорна власт конечно донесе вистински инвестиции во инфраструктурата со цел ова никогаш да не ни се повтори.